Министерство за спорт за враќање на гордоста на спортска Македонија. На спортот му е потребна сериозна реформа за повторно државата да ги има резултатите и успесите кои ги имаше пред само неколку години. Извршниот директор на РК Вардар Борко Ристовски за Алфа вели дека вакво министерство е неопходно со цел справување со најголемите проблеми, како што се корупцијата, непотизмот и се што го донесе македонскиот спорт до ова ниво. Спортот ни е на едно ниво кое што е далеку од просекот, а камоли да се надеваме на некакви успеси врвни, дали се работи за репрезентативно или за клубски план. Генерално во Македонија и во спортот посебно владее корупција, владее непотизам огромен, така да мислам дека Министерство за спорт ќе биде едно решение кое што ќе донесе помал маневарски простор за сите оние кои што се влезени во спортот за да имаат некој личен бенефит, а од друга страна ќе ги отвори портите на професионализмот, на резултатите. Пред само неколку години работите во спортот беа сосем други. Македонија во кошарка беше четврта во Европа, во ракомет петта, а фудбалските репрезентативци игра на европско првенство. Во два наврати европски првак беше РК Вардар. ФК Вардар пак испише историја првпат пласирајќи се во групна фаза од европско надпреварување. Според Ристовски постои потенцијал повторно да ги има овие успеси, доколку спортот се ослободи од стегите во кои бил последниве години и кои ги спречува бизнисмените да инвестираат во македонските клубови. Да и стопанствениците се чувствуваат покомодни, посигурни да се ослободат и да се охрабрат да вложуваат во спорт, да корупцијата ја сведеме на минимум, затоа што знаеме дека корупција никаде во светот нема нула, така да меѓутоа ќе се обидеме да ја сведеме на минимум, да повторно оние луѓе кои што се ентузијасти спортски, кои што имаат можност финансиска, да инвестираат во спортот, а ние сме тука за тие пари да ги насочиме правилно низ развој и едукација на млади кадри, на македонски кадри. Инаку планот на ВМРО ДПМН за трансформација на владата предвидува ново министерство за спорт, односно Агенцијата за млади и спорт да премине во министерство.